СДСМ моли за помош од оние кои ги исклучува од партијата за да ја победеле внатрепартиската цензура. Сите биле виновни, освен самите тие. Коментарите на социјалните мрежи ги забраниле поради некакви ВМРО-вски ботови, па сега преку кратки видеа на социјалните мрежи дел од раководството се правда дека секоја критика за нив била бот, додека забрануваат коментари, повикуваат токму преку коментари да се таргетираат луѓе кои не мислат како нив и нивната политика. Во оваа така наречена кампања се приклучи директорот на Центарот за истражување и анализи на партијата Јон Фрчковски. Целта е да се создаде впечаток дека сите се против нас. Затоа привремено ги исклучивме коментарите. Сега вие, граѓаните, може да помогнете. Кога ќе видите сомнителен профил со малку следбеници и рандом фотографија симната од интернет, може да напишете уште еден ВМРО бот. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска пак вели дека секоја критика за партијата била ширење омраза. Со години се труе јавниот простор, од истото место, од истиот центар, се со цел луѓето да се заморат, луѓето да се разочараат и да добијат чувство дека нормална дебата, аргументирана дебата повеќе не е возможна. Но Македонија не смее да стане место каде ботовите ќе бидат најгласни, а вистинските, реалните луѓе ќе бидат најтивки. За членот на извршниот одбор на партијата Симона Цветановски, критиката не била нормална дебата. Лажни профили, исти навреди и координирани напади, само за да не замолчат. Но тоа нема да се случи. Тие прикажуваат лажна слика дека народот е против нас. Но јас верувам во вас. Затоа сега ни требате токму вие граѓаните. И ве замолувам, кога ќе видите профил што шири лага и омраза, каде што има лажни фотографии и нема доволно следбеници, напишете во еден коментар дека ова е уште еден ВМРО бот. Во стилот на своите сопартници, предходно во ист стил излези лидерот на СДСМ Венко Филипче и според него сите кои го критикувале него и партиските политики биле ботови на владеачката партија.